Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе обработиме глава 18 од Евангелието според Лука. На почетокот од оваа глава, Господ Исус зборува за молитвата и дава важни поуки за оваа тема преку доста позната парабола. Доколку имате Библија со себе, ќе ве замолам да ја отворите кај глава 18 од Евангелието според Лука и да читате заедно со мене. Стих 1. Им кажа и една парабола за тоа како е потребно секогаш да се молат и да не паѓаат со духот. Уште пред да ја сподели самата парабола, Лука ни дава до знаење која беше целта и поентата зад истата. Имено, Господ Исус сакаше да ги охрабри своите слушатели, а и нас денес, да бидеме истрајни и постојани во молитвата. Зошто е тоа важно? Бидејќи ние луѓето сме слаби и често знаеме да се откажеме од молитвите доколку веднаш не ни се исполнети. Стих 2. И рече, во некој град си беше еден судија, кој од Бога не се плашеше, ниту од луѓето се срамуваше. За жал, денес голем дел од судиите во нашата држава се вакви. Не се плашат ниту од Бог, ниту пак имаат срам од луѓето. Тие се поставени на високи позиции, со цел да работат за доброто на народот, а наместо тоа се чини дека голем дел од нив се ги гледаат само своите интереси. Стихови 3 до 8. Во истиот град живееше една вдовица и доаѓаше кај него, велејки, заштити ме од мојот противник. Но тој за долго време не сакаше, најпосле си рече во себе, иако од Бога не се плашам и од луѓето не се срамувам, но, бидејќи оваа вдовица не ми дава мир, ќе ја заштитам, за да не доаѓа повеќе и да не ми додева. И рече Господ, чујте што зборува несправедливиот судија. Зарем Бог нема да ги одбрани своите избраници што викаат кон него дење и ноќе, макар и да забави? Ви велам, ќе ги одбрани набргу, но Синот човечки, кога ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата? Ова е едно од најважните прашања во Светото Писмо. Кога Синот човечки ќе дојде, односно кога Господ Исус повторно ќе се врати, дали ќе најде вера на земјата? Со други зборови, кога тој ќе се врати, ќе најде ли вера во нашите срца? Интересно е тоа што Господ Исус зборува за верата во парабола која се однесува на молитвата. Еден од начините на кои покажуваме дека имаме вера е преку молитвите. Молитвата е од суштинско значење за христијанскиот живот. Тоа не е само напразно повторување на зборови, туку средство со кое се поврзуваме со Бог, начин на кој разговараме со Него и ја спознаваме Неговата волја. Параболата која ја читавме не учи дека Бог ја наградува истрајноста. Во неа Господ Исус зборува за неправеден судија, човек кој не се плашеше од Бог, ниту имаше срам од луѓето. Таквите луѓе најчесто не сакаат да си го трошат времето на оние кои според нив се обични и неважни луѓе, но сепак, кај него дојде една вдовица која бараше да застане на нејзина страна, а против нејзиниот противник. Вдовицата не беше некоја важна личност во општеството и затоа во неговите очи немаше голема вредност. За жал, денес многу политичари така размислуваат. Не знам за вас, но мене ми е навистина мачно да ги гледам повеќето од нив кои сакаат да добиваат нови мандати од народот за време на избори. Додека траат изборите, тие даваат големи ветувања, дека ќе се грижат за обичниот народ, а откако ќе завршат изборите, си се затвораат во своите канцеларии, одат по настани, ресторани и слично и се чини дека забораваат на тоа што го ветиле. Со тек на време се гледа дека сето тоа што го кажувале биле само празни ветувања. Не сакам да ме сватите погрешно. Јас верувам во Светото Писмо, кое вели дека треба да се молиме за властите, и јас го правам тоа. Но,
Од друга страна, сметам дека треба да бидеме реални и да зборуваме за гревовите и недостатоците на оние на кои народот им ја дава довербата. Мене ми е тешко да дадам доверба на такви луѓе, бидејќи постојано вела дека нивниот главен интерес е доброто на народот, а во пракса тоа ретко се гледа, се разбира со чест на исклучоци. Но, да се вратиме назад на параболата и состојбата на вдовицата. Вдовиците во тоа време често беа сиромашни жени, неретко угнетени и незаштитени, но и покрај таа неизина неповолна позиција во општеството, вдовицата од параболата одлучи да го представи својот случај пред судијата. Можеби секретарката на судијата и рекла: "Нема време да ве прими" или "Излезене, не знам кога ќе се врати", но сепак вдовицата била истрајна во чекањето. Тоа може би трајало и со денови, и кога на крај судијата увидел дека вдовицата нема намера да се откаже, тој се откажал од својата тврдоглавост и одлучил да ја прими и да се застапи за неа. Поуката од параболата е многу јасна. Кога се молиме, треба да бидеме истрајни, но тука сакам да нагласам нешто многу важно. Бог не е неправеден или корумпиран судија. Поентата на оваа парабола не е да ни покаже каков е Бог, туку да сватиме дека треба да бидеме истрајни во молитвите. Многу често ние сме нетрпеливи кога бараме нешто од Бог. Ако имаме некоја потреба и истата не е исполнета и пресретната во истиот час, брзо доаѓаме до погрешни заклучоци, дека Бог не е заинтересиран за нас или пак дека не ни го мисли доброто или дека има поважни работи за завршување од нашите. И така, обесхрабрени, престануваме да се молиме. Причината поради која доаѓаме до такви заклучоци и се обесхрабруваме во молитвите е бидејќи или не го познаваме Бог доволно добро, или пак не му веруваме на тоа што тој го има кажано за себе. Но Христос, Божиот Син, многу добро го познава небесниот татко, бидејќи тие се едно. Тој дојде на овој свет за да не спаси, но и да ни ја открие волјата на таткото. А волјата на таткото, покрај другото, е да му веруваме и да не се откажуваме, туку да бидеме истрајни во молитвите. Затоа ви велам, немојте да престанете да се молите. Продолжете да му пристапувате на небесниот татко со вера и во молитва. Во следните стихови Господ Исус кажува уште една парабола, која исто така е многу позната. Верувам дека духовните вистини кои оваа следна парабола ги поучува, ќе бидат особено важни за многумина од вас. Стих 9. А на оние што беа уверени во себе дека се праведни и ги презираа другите, им ја кажа оваа парабола. Лука јасно ни дава до знаење дека оваа парабола имаше за цел да ја разобличи самоправедноста кај дел од слушателите на Господ Исус. Конкретно, мислам дека станува збор за религиозните водачи. Самоправедноста, за жал, е присутна и во црквата, и помеѓу христијаните има такви кои се сметаат себе си за подобри од другите. И тоа чувство на самоправедност е особено истакнато кога другите ќе направат некаков грев или ќе донесат погрешна одлука. Но, наместо да ги користиме таквите ситуации за да ги гледаме другите од високо, ние треба да се молиме за нив и да им помогнеме да се вратат на Божиот пат. Апостолот Павле вели дека посилните во верата треба да ги носат бремињата на послабите. Ќе продолжиме со читање на текстот. Ова е параболата за фарисејот и цариникот. Стих 10. Два човека влегоа во храм да се помолат, едниот фарисеј, а другиот цариник. Не знам колку често Исусовите слушатели биле сведоци на вакви сцени, но сигурен сум дека понекогаш се случувало во храмот да влезат да се помолат еден фарисеј и еден цариник. Значи станува збор за двајца луѓе кои имале сосема различна репутација во тогашното општество, и тоа се должело на нивната професија. Фарисеите биле сметани за духовната елита, а цариниците за предавници. Стихови 10 и 11.
Кога застанаа, фарисејот вака се молеше во себе: Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, разбойници, несправедливи, прелюбници или како овој цареник. Патем, фарисеите навистина така размислуваа, понекогаш во молитвите му благодареа на Бог што не се како другите луѓе. Некои припадници на екстремни фарисејски движења практикувале молитва во која му благодареле на Бог што не се жени, робови или неевреи. Зошто фарисејот се сметаше за подобар од грешниците? Стихови 12 и 13. Постам 2 пати во седмицата, давам 10 од се што ќе стекнам. А цариникот стоеше оддалеку, не смееше дури и очите да ги подигне кон небото, туку се удираше в гради и велеше: Боже, биди милостив спрема мене грешниот. Како и во дел од другите параболи кои Лука ги документира, и во оваа се јавува одреден контраст помеѓу две личности. Од една страна е фарисејот кој има храброст да се моли во храмот и да се смета себе си за подобар од другите. А од друга страна е цариникот кој е свесен колку е грешен и сфати дека не треба да се споредува со другите. Патем, во своето Евангелие, Лука пишува за начинот на кој Господ Исус зборувал и се однесувал кон цариниците. Во следната глава 19, ќе читаме и за средбата на Господ Исус со цариникот по име Захеј. Стих 14. Ви велам, тој си отиде дома повеќе оправдан отколку оној, зашто секој што самиот себе се возвишува, ќе биде понизен, а кој се понизува себе самиот, ќе биде возвишен. Оваа парабола се однесува на молитвата, но исто така и на самоправедноста и свесноста за сопствената грешност, или пак за горделивоста и понизноста. Мислам дека една од главните препреки за растот на многу христијани денес е токму горделивоста. Има такви кои се сметаат себе си за многу талентирани и не сакаат со своите дарови и таленти да служат во црквата. Има и такви кои мислат дека се талентирани и надарени за одредена служба, а всушност не се. Познавам една жена која многу сака да пее и се понуди да служи со пеење во црквата. Јас лично не се разбирам многу во музика и музичка теорија, но знам едно нешто со сигурност. Таа жена не знае добро да пее. Мислам дека некој и го кажа тоа, но поради својата горделивост не го прифати тој добронамерен коментар. Сигурен сум дека може и треба да служи во црквата, но во некој друг капацитет, во некоја друга служба. Познавам и луѓе кои мислат дека се надарени да проповедаат, а всушност не се, но поради нивната горделивост не можат да согледаат дека таа служба не е за нив. И Бог може би ги повикува да му служат на друг начин во контекстот на црквата. Поентата на тоа што сакам да го кажам е дека исто како и кај фарисејот од параболата, и во нашиот случај, нашето его ќе сака да застане помеѓу нас и Бог. Ќе продолжиме со читање на текстот, стихови 15 до 17. Кај него донесуваа и мали деца за да ги допре, а учениците штом ќе видеа им забрануваа, но тогаш Исус ги повика и им рече: Оставете ги децата да доаѓаат кај мене и не ги спречувајте, зашто на таквите им припаѓа Царството Божјо. Вистина ви велам, кој нема да го прими Царството Божјо како дете, тој нема да влезе во него. Господ Исус и претходно кажа нешто против оние кои ги соблазнуваа децата. За таквите рече дека е подобро да врзат воденички камен околу вратот и да потонат во морските длабочини, отколку да ги соблазнуваа децата. Очигледно е дека децата се многу важни во очите на Господ и затоа ги предупредува возрастните да не бидат камен за сопнување или извор на соблазна за најмалите. Во стиховите кои што туку ги прочитавме, тој вели да ги оставиме децата да доаѓаат кај него. Мое лично верување е дека тоа не значи само да им дозволиме на децата да веруваат во него,
туку и да ги поттикнеме и охрабриме да го прават тоа. Тоа е задачата на секој родител христијанин, да ги упати своите деца по Христовиот пат. Дури и оние кои се уште не се родители, треба да имаат за цел да ги поучуваат децата да го следат и да му веруваат на Христос. Стихови 18 до 21. И го праша еден управник велејки: Учителе добар, што да направам за да наследам живот вечен? А Исус му рече: Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. Ги знаеш заповедите: не прави прељуба, не убивај, не кради, не сведочи лажно, почитувај ги татко си и мајка си. А тој рече: сето тоа сум го запазил уште од младоста своја. Господ Исус го сакаше овој човек. Во едно од другите евангелија се вели дека тој човек беше млад и многу богат. Кога му пристапи на Господ Исус и го праша што да стори за да добие вечен живот, верувам дека тоа негово прашање беше искрено. Но тој не беше подготвен да направи се што може за да го добие тој вечен живот. Како одговор на неговото прашање, Господ Исус му кажа дека треба да ги почитува Божите заповеди. Тоа се однесува на 10 Божји заповеди. Дел од нив се однесуваат на човековиот однос со Бог, а останатиот на меѓусебните човечки односи. Но интересно е тоа што кога Господ Исус му ги спомна заповедите, тој почна да ги набројува оние заповеди кои се однесуваат на меѓусебните човечки односи. Овој човек храбро кажа дека ги почитувал сите тие заповеди уште од неговата младост. Но каков беше неговиот меѓусебен однос со Бог? Знаете, верувам дека денес има добар број на луѓе кои добро и културно се однесуваат кон другите, но нивното општење со Бог е многу слабо. Од светописна гледна точка, можеме да кажеме дека независно колку добро се однесуваме со другите, доколку немаме заедништво и општење со Бог, ние не можеме да го добиеме вечниот живот. Од текстот кој го прочитавме, предпоставувам добиваме впечаток дека овој човек беше навистина посебна личност или пак некој кој само имаше високо мислење за себе. Навистина е храбро кога некој ќе каже дека ги почитувал сите Божји заповеди. Јас лично никогаш не сум запознал таков човек. За жал, кога Господ Исус му кажа да се откаже од своето богатство, овој човек си замина, бидејќи всушност материјалното богатство му беше поважно од вечниот живот. Оваа средба и овој разговор треба да ни служат како предупредување и нам денес. Тука ќе ја завршиме денешната епизода. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.